Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да биде Михајло Маневски, поранешен министер за правда, јавен обвинител. Добре дојавте. Благодарам што ме поканивте. Господине Маневски, проширена е истрагата за Кочанската трагедија. Над 50 обвинети има во моментов. Како гледате на досегашниот тек на истрагата? Дали се оди како што треба? Па мислам дека со оглед на тоа дека се работи за исклучително сложен и обемен случај со катастрофални последици, мислам дека е очекувано во текот на истрагата при утврдувањето на нови околности и на нови докази да дојде и до проширување на истрагата, затоа што истрагата се спроведува против лица за кои постојат основи на сомневање и докази дека е сторено кривично дело. И сега со преземањето на истражните действија, јавниот обвинител доаѓа до сознание дека и други лица се вклучени во непревземањето или на несоветното постапување во врска со вршењето на правата и обврските и должностите, и секако дека утврдувајќи дека со тоа постојат основи на сомнение и докази да сторили кривични дела, и против овие лица ја проширува истрагата. Мислам дека истрагата зафаќа една длабина, би рекол, подлабоко навлегува во суштина, навлегува, и мислам дека истрагата и она што се превзема во ова време е во рамките на тоа како пропишува законот за кривичната постапка. Мислам дека и функциите што треба да се постигнат со спроведувањето на истражната постапка, треба да се утврди кои од сите овие 45 или колку има лица против кои се спроведува истрага, кој и какво кривично дело сторил и дали го стори тоа кривично дело. Ако не го сторил, тогаш сигурно ќе се запре истрагата, меѓутоа очигледно е дека во конкретниот случај се направени огромни пропусти кои довеле до овие катастрофални последици, и мислам дека истрагата и сите докази кои што ги изведуваат ќе упатуваат на тоа дека се направени големи повреди на обврските и на должностите со непревземање или пропуштање на должноста да превземаат мерки за заштита и за вршење на функцијата. Ние сите знаеме дека таа дискотека таму, која апсолутно не личи на некаква дискотека, на некој клуб каде што се собираат претежно млади луѓе, каде што не ги исполнувала ни еден критериум. Еве сега слушаме дека 13 години никој таму не извршил никаква контрола. Значи тоа е една катастрофална состојба. И сега, за жал, поради сето тоа дојде до една ваква ситуација да толку многу голем број на млади луѓе настрадаат и огромен број да бидат телесно повредени, што секако дека го загрижува и секој човек, го загрижува и општеството, а општеството е должно да одговори затоа што сега државата е исправена пред народот, пред граѓаните, пред родителите, пред на тешко повредените, на починатите, да одговори на функцијата на гонењето. Затоа што во државава долги години не се промовира функција на казнивост, него се промовираше функција на неказнивост. И сега не е ни случајно што 13 години таму никој не влегол да види имали апарати против пожарни, имали црева, имали вода и така натаму, и видите, за жал, што стана, трагедија невидена. Како гледате на оние душегрижници и така наречени експерти што се појавуваат во јавноста и кои што тврдат немало шанси некои од овие што се ново обвинети, например, во проширувањето, да биле виновни за нешто? Зборуваме за поранешни министри, тука се јавија и дуи, па побараа дури од нивните кадри, да не речам, туку од честните во МВР, тоа се оние што тие ги вработија, да не подлегнеле на ова удирање по албанците, секогаш кога нешто е против дуи или против албанците, но не се само тие, се приклучија и СДСМ и останатите така наречени експерти, де не можело, како можат тие да знаат воопшто како оди истрагата и кој зашто е обвинет, за да тврдат дека вакво нешто е недозволиво и дека тие луѓе кои што сега се осомничени немало шанси да бидат. Од каде им на нив информации, како може така да се мешаат многу дилетантски и аматерски? Значи, јас мислам дека креаторите на неказнивоста, а тоа е премиерот, тогашниот премиер
председател на владата Зоран Заев, неговиот коалиционен партнер Ари Ахмети и заменикот што дојде после Зоран Заев, Ковачевски, тоа се креатори на неказнивоста. И сега тие креатори на неказнивоста реагираат на тоа кога државата ја врши функцијата на примена на законите и на барање на одговорност спрема столителите кои што ги повредиле и прекршиле законските норми. Значи, да се повикува денес во ваква ситуација, кога имаме толкави големи, за жал, штетни последици, кога има толков голем број на починати млади луѓе претежно, кога има огромен број на повредени, да се повикува дека ево само се гонеле поранешни функционери во владата, а немало никој од сегашните, или да се повикува на тоа, небулозно е според мене, дека тоа имало некоја национална боја, дека биле во прашање само примена на одредени казнени мерки према припадници на албанската заедница. Мислам е илузорно тоа и да се коментира. Тоа е трагедија да се постави како прашање, а камоли да некој може да поверува у такво нешто. Мислам дека апсолутно овдека не станува никаков збор за тоа дека се врши некаква селекција на одговорност. Во конкретниот случај не се врши никаква селекција на одговорност. Се врши само селекција према тие кои го почитувале или не го почитувале законот. Али на селекција по основа национална, по основа вршеле или не вршеле на одредена функција, ја такво барем од сега што го знам и што го следам од средствата за јавно информирање и она што е јавно изнесување, такво белег не можам да препознам. Нити таков има, нити таков ќе има, затоа што веќе е доста од овакви небулозни излези од ситуацијата на кршење на законите. Ова е еден типичен пример да тоа како сака да се избегне од одговорност, не говорам казнена, политичка или друга одговорност, за сторени многу тешки повреди на законот. И мислам дека денеска, кога говориме за сето ова, после овој катастрофален случај, државата се наоѓа во една исклучително тешка состојба. Урнисано е правото. Ако е урнисано правото, тогаш се урнисуваат и темелите на државата. Према тоа, денеска ја очекувам и мислам дека тоа го очекува, тоа го мисли и народот на Македонија, независно од национална или каква било припадност, етничка припадност, него народот бара правда и да се утврдат кривците. И кривците мора да одговараат за ова што е сторено со небулозно однесување, на крајно немарно однесување, на непреземање на никакви мерки на функционери, на носители на функции, кои што согласно законот се должни и биле должни да преземаат мерки за спречување и за штетни последици во еден таков објект како што била ова, да кажам, дискотека која ќе погледате, тоа не личи на дискотека, него личи на некоја штала таму, унатре собрани 650 луѓе со една вратичка таму да не можеш да излезеш без само со два како се вика оние апарати за гасење на пожар, без хидранти, без ништо. Тоа е како да ги ставите тие луѓе во една исклучително опасна ситуација. И така се ставени и за жал. Затоа и дојде на оваа трагедија. Оваа трагедија се должи на човешки фактор, не се должи на некакви објективни околности, како што да речеме има одредени ситуации каде настануваат штетни последици, меѓутоа тоа се должи на одредени природни или не знам какви. Ова е исклучиво последица на негрижа, последица на невршење на функциите. Ова е последица на крајна немарност на тие што биле должни и за тоа земале плата и треба да одговараат за сето ова што не го превземале, а видите какви се катастрофални последиците. Гледате колку мајки, колку тацковски, колку браќа, сестри се ожалостени, цело Кочани се наоѓа во една исклучително тешка ситуација заради сето ова трагедија што се случи овде. И сега некој да се повикува дека ева вие гоните само поранешни функционери, не гоните сегашни функционери, дека се повикува дека не се тоа кривично гонење има некаква национална боја, мислам дека е апсурд. И такво нешто мислам дека нема разумен човек што може да го прифати. За 2 дена се навршуваат точно
2 месеца односно 1 месец, извинам, од трагедијата на 16 март беше, на 16 април ќе биде точно 1 месец. Реално премногу малку време за една вистинска истрага. Можеби очекувате проширување на обвинението и зголемување на бројот на осомничени? 50 се досега, 50-тина. Па сега, мислам, со оглед на моето искуство, значи, во вакви случаеви никогаш не можете да знаете на што ќе наидете кога спроведувате една истрага, кога треба, нели, како се изјавува дека треба да се слушаат околу 300 сведоци, да се изведат бројни материјални докази, писмени докази и така натаму. Не можете да едноставно тврдите дека дали ќе има или ќе нема проширување. Очигледно дека некои работи ќе дојдат на ред тогаш кога низ истрагата ќе се утврдат тие факти. Она што јас мислам дека треба да се направи, а мора да се направи тоа за да се спроведе брза и ефикасна истрага. Не брзоплета, не пошто пото некоја истрага, него да се проведе брза истрага, заради тоа што од досегашните искуства не учат дека истрагите кои траат по неколку месеци или неколку години, практично не даваат никакви резултати. И мене ме охрабрува оваа изјава што ја даде господинот Коцевски, јавниот обвинител на Македонија, кој ево после година дена некако се освести, па веќе се доближи до правниот израз и до преземањето на правни мерки, кај што говори дека истрагата очекува да биде завршена за 2 месеца. Тоа е ориентационен добар рок и јас ќе го држам за зборот како негов поранешен колега од него пензија, да истрагата се заврши за овие 2 месеца и после истрагата се разбира она што го реков, со оглед на доказите, вештачењата и така натаму, да јавниот обвинител поднесе соодветно обвинение против овие лица за кои се спроведува истрага, за кои ќе се утврди дека сториле кривични дела, а ако за некои не се утврди дека сториле кривични дела, може да ќе се утврди дека сториле некој прекршок или некое друго однесување кое што нема карактер на кривично дело и дека што повргу да се дојде до судска одлука затоа што случајот е тогаш ефикасен кога претходните действија што се преземаат во рамките на истрагата, во рамките на законот за кривичната постапка, сите имаат еден фокус на интерес, а тоа е судската инстанца, донесувањето на судската пресуда, затоа што само судската пресуда е сатисфакција на нанесените катастрофални штети. Како ја оценувате работата досегашна на МВР и на министерот Тошковски? Па мислам дека министерот Тошковски очигледно е дека целиот се внесе, ми кажа вака условно кажано, значи влагаат Министерството за внатрешни работи вложува максимални напори во овој случај, максимални напори со оглед на тоа што ја мислам дека тие луѓе деноноќно работат и кој некога спијат и дали спијат, затоа што да се влезе во еден ваков случај и да се утврди, да се пријават над 45 лица за кои сега се спроведува таа истражна постапка, очигледно дека се должи на фактот дека е постапувањето и во рамките на она што значи Закон за внатрешни работи, Законот за кривична постапка и она што треба да значи функција на откривањето и гонењето на кривичните дела и нивните сторители. Тоа е основна функција и на Министерството за внатрешни работи. Ја мислам дека во овој случај тие даваат максимум напори и се гледаат резултатите од тие напори и она што значи функција на јавниот обвинител да спроведе кривична постапка согласно принципот на легалитет против секое лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело за кое се гони по службена должност. Тоа се елементите кои што мене како долгогодишен јавен обвинител, председател на апелационен суд и 10-годишен министер за правда во 2 мандата ми даваат за право да говорам на оваков начин. Јас сакам да верувам дека веќе одредени состојби за кои што не можеме да сватиме зошто се случуваат, дека ќе бидат надминати. Значи, да се сликовито изразам, значи, ако го земеме судството, обвинителството и така натаму, како една железничка композиција која што исклизнала од чините и отишла во провалија, а таа провалија значи само 2% доверба, сега тоа треба да се воспостави на колосек и да може тоа
правилно да функционира согласно стандардите, согласно прекретниците, раскртниците, семафорите и така натаму. Значи, ние системов го градиме да функционира, а не да не функционира, затоа што од тоа нефункционирање ние дојдевме до оваа ситуација. И ја мислам дека сите денеска треба да работиме за спас на државата. Државата е доведена во опасност со непримена на законот. Државата е доведена во опасност со неказнивоста. Затоа што секој се бои да направи што сака, ама да не казнува. Некој ќе го спаси, некој ќе се јави по телефон, некој ќе најде па сега биеме гоните мене затоа што сум ова, што сум она, не за тоа што сум ова или што сум она, него ќе се гони за тоа што сторил кривично дело, со кое нанесува штета на државата, со кое нанесува штета на граѓаните. И ниеден од тие што така постапуваат не треба да останат неказнети, затоа што тие се осилуваат. И вие и гледате и денеска што се случува сега, малку одам и надвор од темата, али не е надвор, него е многу близу. Гледате што се случува, гледате вие какви случаи има таму детска градинка демолирана овдека во Бутел. Гледате детски игралишта демолирани и испокршени. Гледате што се случува со во клиниката за онкологија 20 таму колку шкафови оплячкани и испокршени и така натаму. Да бидеме сосема најасно. Така не може понатаму да се постапи. Тие што ги повредиле нормите мора да бидат земени одговорност. Ако се работи за малолетници, тогаш родителите се тие кои што треба да надоместат таа штета, а не државата која вложила големи пари таму да се направи таа, така да кажа, ако се малолетници, ако се полнолетници, тогаш тоа сигурно има друга димензија да се направи таа детска градинка таму каде што ќе играат дечиња од 5-6 години. Значи со радост треба да го прима народот, со радост гледа каде што ќе бидат згрижени најмилите на семејствата, а гледате некој влегува уште неотворена да ја крши. И како треба да постапиме сега, јас кога да го прашам, како да постапам? Еве ја како човек како да постапам? Да бидам рамнодушен на сето ова што се случува? Да бидам рамнодушен за тоа што државата одвоила средства да направи таму играчки, љулашки, да направи све да детски градинки и да некој дојде да ги крши. Стана секој дневие тоа, за жал секаде. Мислам дека во тој случај се работи, би рекол, за една една постапка која што е, не знам како да ја нарешам, меѓутоа не, у секој случај е голем разврат, една голема би рекол катастрофа што се случува и тоа уште поголема за тоа што на одреден начин тоа го прават и млади луѓе, значи малолетници и така натаму. И тука кога го допирам ова, ја не би сакал секогаш да ги кривам да тие или да го ставам само акцентот на нив. Тука треба да биде во фокусот и образованието на родителите, семејството, во обезбедувањето на воспитувањето и грижата за децата и така натаму. Како може, ево и сега да речеме, да се случува каде што, еве најновиот случај во Битол, али мислам каде беше, каде што после 12 часот неколку 50 на малолетници се најдени во некои клубови, дискотеки и така натаму. Тоа е недопуштено, ви се молам, како можете вие дете од 14 години, 15 години да го оставите цела ноќ таму да паскат, Тука се родителите. Тука е сигурно дека пред се тука е функцијата на родителите и секако дека во градењето на личноста на тие млади генерации државата едно време имаше едно време и тоа што беше и позитивност на некој начин се напушти, државата која што треба да гради таа млада личност, треба да има соодветни институции. Младиот човек вие не можете едноставно да го затворите, треба да дадете простор и за рекреација, и за забава, и за спортување, и затоа се сега овие спортски сали, спортски што ги градат и спортски игралишта, значи здрави, за здравје во спортот, здравјето, кондицијата, духовниот развој на детето и така натаму на младите генерации. Тоа е иднината, тоа не е ова, не е иднината укршењето и демолирањето на еден нов објект уште не ставен во употреба, граден со пари од граѓаните. Така да мислам, кога говориме ова, ја мислам дека тие што го чинат ова треба да бидат најстрого казнети. Ја не знам дали некаде ова може да се случува и зошто ова се случува сега. Меѓутоа, да го спомна, ова држава се доведе во тоа дереđе да
што и да направиш нема да одговараш. И затоа се случуваат овие работи. За жал и денеска, меѓутоа на тоа мора да му се стави крај. Крај и ништо повеќе. Да. Дали и колку неказнивоста во претходните случаи е причина за она што не се случува сега, па дури нели односот на младите, односот на оние на улица како што се однесуваат и возат, целокупната онаа приказка која што е поврзана, но составена од еден сегмент главен неказнивост на оние кои што го правеа тоа, никој не одговараше. Зборуваме за модуларната болница каде што имавме виновен кабел, зборувавме за случајот двојник со пасошите за светски мафијаши и наркодилери каде што одговараа кој оние шалтерските работници. Онкологија, знаете, сестрите се криви таму, виновен не може да биде некој како министер, нешто како фонд за здравство, како санитарен државен инспекторат, таму немаше ништо, нема проблем, нели сестрата, таа неказнивост која што со години, особено минативе 7 години, беше, ја видовме и приказката и со Артан Груби и со се луѓе за кои што сите знаевме дека се виновни, како што и оној неимарот во Дубај што ќе гради згради сега, сите знаеме како што направи и тој, нели? Но како целата таа приказка околу неказнивоста, но и овие случаи како што се Ласкарци, како што е Беса Транс, како што луѓе каде што загинува и тоа таму 45, ваму 14, онаму 14, 15, значи зборуваме за семејства. Многу семејства кои што се ожалостени, многу животи изгубени и на крај заглавувавме со виновен кабел и било што таква некоја небулоза. Колку неказнивоста како поим кој што стана секојдневие во Македонија е виновна за она што ни се случува, и младите гледаат и сите останати, нели? Јас се надевам дека ќе дојде крајот и ќе дојдат наред и тие што се шетаат сега по Медитеранот, по Монте Карло, по Дубај, по на вакви дестинации, ќе им дојде крајот и нема да останат неказнити. Ја мислам дека нема да останат неказнити заради тоа што тоа народот го очекува, секој што сторил казнени дела да биде земен одговорност и да радомести штетата што предизвикал на државата, дали е таа морална, дали е таа штета материјална и така натаму. И овие случаи кои вие ги спомнавте, значи ги се споменуваат многу пати. Значи нема подобар пример од тие случаи што вие ги наведовте за неказнивост. Нема подобар пример. Ево, на кого да му ги кажете овие, на студент од прва година на правен факултет, да му ги изложите, ќе речете, па ве молам, чекајте, овдека нема закон, нема право, нема правда. Значи, мора да дојде до ревизија на тие најкрупни случаеви. Таму загина во изгорениот автобус, таму во Бугарија 45 луѓе изгореа. Живи изгореа луѓето. 15-16 колку изгореа во модуларната болница. Колку луѓе погинаа во автобусот и така натаму. Значи, и што тоа и ја добивме? За онкологија не ни знаеме, господине Маневски. Тоа се, можеби, не дај Боже, многу повеќе луѓе, зборуваме за луѓе болни од рак кои што се лечеле со, нели, физиолошки раствор, кој што, нели, Тоа е, господине Цветанов, тоа е невидена катастрофа, да не може да се спроведе постапка 5-6 години од вакви исклучително тешки случаи. Еве, гледате сега повторно доаѓа модуларна болница, па се одложува, дошол овој, дошол недо, до кога така, до недоглед. Или онај таму автобусите на таа Беса Транс таму оделе 132 пати минеле граница, нити таму тогашна полиција, нити царина, а човекот нема ни лиценца за вршење на таква дејност во странство. Туку има само за државата. А како ја поминуваат тие границата? И никој не одговараше за тоа. Ги запрали некој, ги прашали, им побарали, ве молам, дајте ми лиценца, вие вршите и превоз на патници во меѓународен сообраќај, дајте ми лиценца. Нема лиценца. Како се врши регистрација на тие возила? Како се врши технички преглед и така натаму? И вие сега Обвинителката рече дека патниците, верувале или не, требало да им побараат на возачите лиценца. Замислете, вие влегувате во автобус и го прашувате возачот, имаш ли лиценца, а државата каде е тука? Да, исто така, вие ќе се качите во авион, па ќе идете кај пилотот, ќе го прашате дали имате лиценца, вие и дали сте вие здравствено исправни и прегледани за да можете да го управувате овој авион. Значи, од небулоза до небулоза. Ние секогаш се браневме со небулоза. Да кажам, нечум да кажам груб збор, ама тоа е идиотизам на одреден начин сега и тоа голем. Вие да поставите прашање, да ги ставите на пиедестал на одговорност,
лицата што патуваат да го прашале дали имал лиценца или немал лиценца, па ме молам, па до каде тоа ќе не дотера? Што е тоа? Што е тоа? Види каков разум е тоа. Каков е тој образ. Значи образот се изгуби углавном на она што значи функција на законитост, каде што се кршат грубо законите, меѓутоа нити материјална, нити кривична, нити морална, нити политичка одговорност. Туку едноставно сега да го спомнам пак овој случај што проширувањето на истрагата, каде што еве сега брана од криминал им е сега напаѓањето на ова што треба да се врши и што се врши, а и што ќе се врши и во иднина. И никој нека не му паѓа на памет дека ние со овој случај ќе завршиме и пак ќе си тераме по старо. По старо терање више нема да има, да ја мислам така, затоа што ако има така терање по старо или како што говореа како до сега, од ова држава ќе да доведеме до простачки стап. Ние не можеме да живееме у таква држава. Граѓаните не сакаат да живеат во таква држава, сакаат правда и закон. А овде како што сега почна, така и треба и да продолжи. И јас се надевам дека така и ќе продолжи. Ги слушам изјавите и на министерот и на претседателот на владата господинот Мисковски, каде што овие им се на сите нивни излагања први да кажам изјави, каде што заговараат како вика или ќе не биде или ќе не биде, или ќе гониме или нема да гониме, али нема да не гониме затоа што некој бил бил онај, бил политичар, бил функционер и така натаму. Секој што сторил кривично дело, за тоа треба да одговара, а никој не може да се повикува за тоа дека се врши на одредена селекција по не знам каква основа, материјална, економска, функционална, етничка или таква основа. Нема. Тука нема граница. Граница е само законот. Стори кривично дело, ќе одговараш. Ако не си сторил кривично дело, тогаш не е зависно од каква потекнуваш заедница и така натаму, нема да одговараш. И така е. А на крајот на краиштата, вратите се наназад неколку години, господине Цветановски. Видете колку од тие одговараше некој за нешто? Спасовски. Никој не одговараше. Ги изнесоа таму 200... Анкетната комисија, извинете, имаше анкетна комисија која што бараат сега наводно закочани, нели, но тогаш ја имаше за онкологија. Утврдена беше одговорноста на министерот Филипче, на директорот на Фондот за здравство Ден Дончев со селанец на Зоран Заев меѓу другото, на државен и санитарен инспекторат, значи трите институции главни кои што требало да го утврда тоа што било утврдено, за тоа што имало укажување дека таму се прави криминал постојано, цело време имало некакви информации, никој ништо не направил, но не се случи такво нешто, немаше никаква политичка ниту морална одговорност. Еве кога би направиле споредба, да речеме, меѓу начинот на кој што се врши истрагата како јавен обвинител со богато искуство во ова кочанска трагедија, како се врши истрагата, еве неполни 2 месеца се за 2 дена ќе биде, односно месец дена простете од случајот и она што се случуваше, начинот на водењето на истрагата за модуларната ли, за онкологија ли, за ласкарци ли, за бесатранс ли, ги има многу за жал, наша жал како нација и како држава. Значи може да наброиме уште не знам колку случаеви како овие што ги нарековте. Меѓутоа сето ова за кое говориме заради правото и правдата мора да се изврши ревизија на сите овие случаеви. И на модуларна болница, и на бесатранс, и на сите овие случаеви, и на оние издадени 220 пасоши на лица со лажен идентитет на светски криминалци од Јужна Америка, од Северна Америка, од Азија, од Блискиот Исток, од многу држави од Европа, од 40 држави, на 40 на лицата на кои им се дадени пасоши со лажен идентитет, барани со меѓународна потерница, се од 4 континенти, од 40 држави во светот. И сега за тоа се одговорни шалтерските работници. А никој друг не е одговорен од Министерството. А министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски самиот изјавува дека за издавањето на пасош со лажен идентитет се земале сигурно и до 20.000 евра.
Ништо од тоа нема во поставката. Никој не е осуден ни едно евро да плати, да врати назад на државата. Што значи тоа да го оставиме ние тој случај така сега да не направиме ревизија? Па мислам ако не направиме ревизија, ние ќе бидеме тие што ќе го амнестираме случајот од одговорност, а ние не сакаме тоа да го направиме. Затоа што ние сакаме закон да владе, а не сакаме да владе анархија. Во случајот Беливук во Србија беше спомнато името на дотичниот министер од човек кој што е имател, мафијаш, имател на таков пасош и тој го посочи токму директно тој човек дека е да не речам виновен за тоа што тој го добил пасошот. Таа информација никако не стигна до Македонија, некој не се заинтересира за неа, остана така да лебди, да левитира во воздухот, не стигна до Македонија. Како што и многу гласови не стигнаа до јавното обвинителство како што треба, или па требаше да се одржат 3-40 пресконференции на опозицијата или на некои организации за да конечно им текне. Дали тоа магарињата на Лидија Димова, за сите тие работи, за Рашковски, за се беше алармирано и требаше многу време за да тоа јавно обвинителство конечно отвори па да се докаже дека има не криминал, туку невиден криминал. Значи ова кога говориме за сето ова, очигледно дека ние се доближуваме до еден клучен елемент, а тоа е каков е моралот на носителите на вршењето на функциите. Да имаа морал, и тие во претходните овие 7 години, за кои сега, не знам, секој ден држат пресконференциите, вака било, те онака било, да имаа морал, тие сами ќе си поднесеа оставка. Ево еден типичен катастрофален случај на аморално однесување. Еве, земете она поранешната претседателка на судскиот совет. Ја гледам сега пред 3-4 дена и не можам, ја гледам таа слика и не можам да поверувам. Застанала таа за која што собранието кажа дека нема доверба да врши функција во судскиот совет за тие 5 мина, нели како што собранието одлучи, застанала и пред неа новоизбраните судии одаваат заклетва. Можете да вие го замислите тоа? Како не е срам, па тоа е дрско, невидено и безобразно. И сега јас еднаш го кажав, тоа сега ќе го кажам повторно, тие немаат легитимитет да вршат никаква функција. Мислам дека и сегашниот председател на судскиот совет, господинот Камбовски, врши голема повреда на законот со тоа што им дозволува да учествуваат. Како може до него да стои таа Адамева, каде што до него стои и зад неа стојат лицата што положиле заклетва за избор на судии, а тој да биде до неа, знае дека таа нема легитимитет од народот, народот ти кажа, ние тебе не те сакаме, ти не си достојна да вршиш таа функција. И ова што мислам дека е сега реално тие немаат право нити да вршат било каква работа, нити имаат право на плата. И ја би советувал министерката за финансии да не дозволува и да не пушта пари за 5 лица за кои што им е изгласана недоверба и да тие немаат право на плата. Ако е вака ние за грубов, аморален однос, значи тие ги наградуваме со тоа што ќе им дадеме 1500-2000 евра плата и тие ќе се седат таму и ќе ги нервираат, ќе го нервираат народот со едно вакво однесување, а исклучиво негативно, аморално однесување, дрско. Тоа е голема дрскост, да ви кажам право, да седнете вие таму, разрешена од собранието, највисокиот орган во Република Македонија, на законодавниот дом, представник каде што граѓаните ги представуваат пратениците што ги избрале, вие ви рекле дека вие немате никакви капацитети за вршење на функцијата член на судскиот совет. А вие се застанале таму пред вас да даваат заклетва судиите, новоизбрани, и да се сликате до председателот на судскиот совет. Дрско е тоа. И безобразно. Имаме уште многу теми за отворење, ке зборуваме и за неказнивоста во сообраќајките со смртни последици, дали тука е вината кај законот, дали кај судиите, дали кај обвинителите, уште многу теми. Со нас е Михајло Маневски, поранешен министер за правда и поранешен јавен обвинител. Се враќаме веднаш по рекламите, останете со нас.
Се враќаме во За или против, мој гостин е Михајло Маневски. Господине Маневски, она околу кое што исто така е окупирана и згрозена македонската јавност, се оние казни за сообраќајните прекршоци со смртни последици, кои што станаа пример во Македонија, згази некого на пешачки, помени двојна дупла полна линија, како што беше случајот кај Млечен, и ќе добиеш 2 години затвор, па дури до условна казна се одеше за законот за Млечен, па мораше да правиме емисии, да протестираме за да се врати казната, верували не 2 години затвор, или пак она што беше со Теодора, 22 годишната девојка која што загина на пешачки, за да казната од 3,5 години, која што и онака е минорна, биде намалена на 2 години. Што е проблемот со овие казни? Кој е виновен, што би рекол народот, кривецот? Дали е приказката во лошите закони, дали се судиите, обвинителите? Каде кочи работата, бидејќи... Не, приказката во секој случај не е во лошите закони. Закон што законот да вакво кривично дело сторено од небрежност или сторено од евентуална смисленост не пропишува казна од 2 години затвор, него пропишува многу повисока казна, зависи од квалификацијата на делото. Меѓутоа, проблемот е во примената на законот. Она што јас не можам да го разберам, и како човек, и како долгогодишен јавен обвинител, и председател на апелационен суд, не можам да разберам да сега во ова време, кога се нанесува смртна последица на млади девојки на пешачки премин, каде што сторителот вози со несообразена брзина, каде што се нанесуваат смртоносни тешки повреди, не можам да разберам да се изрекуваат вакви казни. Ова не се ни доближуваат до тоа што треба да значи правично казнување, затоа што законот пропишува дека на секој сторител на кривично дело, за стореното кривично дело треба да му се изрече казна согласно општествената опасност на делото, последиците што се настанати од тоа дело и она што треба да значи превентивна улога на казнувањето. Значи казнувањето има повеќе елементи. Има генерална превенција, има специјална превенција. Специјалната превенција спрема сторителот да не врши во иднина такви кривични дела, а генералната превенција да се врши влијание на околината, на средината, да не вршат такви кривични дела. Ова што се случува со овие случаеви и со ова последнава пресуда на судот во Тетово, мислам дека ние овој случај не можеме да говориме за право и правда, затоа што овде правда нема. Таму девојка од 22 години, а сторителот на кривичното дело, за кој е изречена ваква казна од апелациониот суд во Гостивар, значи вози со 58 км на час во градот Тетово на булевар. Тоа сообразена брзина е. Во градот да возиш со 58 км на час и на пешачки премин да ја удриш покојната која што го поминувала правилно и прописно. И за тоа 2 години. Ја мислам дека во врска со овој случај, он многу индикативно е тоа како тоа апелациониот суд во Гостивар изрече од 3,5 години казна, колку што била првостепената пресуда изречена од Основниот суд во Тетово, да ја намали таа казна на 2 години затвор. И тука е многу индикативна положбата на јавната обвинителка, тоа е јавната обвинителка Вјолца Мази, мислам дека се викаше, каде што таа дава мислење на 11 март 2024 година да се одбие жалбата на бранителот на обвинетиот и да се потврди пресудата на Основниот суд во Тетово. Меѓутоа, после месец дена ја променува таа одлука, а не знам од кои причини. Што беше тоа што ја предизвика кај неа промена? Таа станува бранител на обвинетиот. Што беше тоа што предизвика да го смени и да каже на јавната седница таму пред апелациониот суд во Гостивар зошто да предложи напрема обвинетиот да се изрече поблага казна. Кои се тие околности? Го признал делото, што признал?
признал дека возел со несообразена брзина, дека на пешачки премин нанел смртоносна повреда на лице што правилно и прописно се движи. При сите околности како ќе влијае тоа на околината, какви се реакциите на јавноста. Јас ова што го говориме, се доближуваме до еден елемент на она што е функција на судијата и она што е едукација во Академијата за суди и јавни обвинители. Ние гледаме тука има големи пропусти заради тоа што еве и сега од последниот избор на судии од седмата генерација, каде што требаше да се изберат 60 судии, од тие 60 судии се бираат 40 прворангираните 40 судии, а другите 20 судии се бираат од целата ранг листа. Па се бира кандидат дури од 252-то место. Да. И тој од 252-то место, кој што има коефициент на приемниот испит 5,75, помалку од единица, затоа што има кандидати што имаат 9,5, дури некои 10, да тој сега е избран за јавен обвинител во јавното обвинителство во Скопје. Да. И сега како ќе вршиме таа ние функција? И затоа мислам дека таа Академија за судии и јавни обвинители на овој начин на кој се постапува, а не е само таа, него еве избрани се дури Катица Јанева била Иво Тетово, Да. Иво Куманово, Иво Струга и така натаму, каде што се избрани овие кадри кои што апсолутно не ги исполнувале нити критериумите за тоа на каков резултат постигнале при полагањето на приемниот испит во Академијата. И како можеле тие судии да бидат примени со недоволен, кои што не одговарале, кои што апсолутно не одговарале. Затоа и јас, еве сега да ви кажам, кога сум веќе тука, побуден од ова уште тогаш кога кога имаше големи реакции во вршка со ова, поднесов едно барање за заштита на законитост на уставноста до Уставниот суд на Македонија поради кршење на одредбите од Законот за Академија на судии и јавни обвинители и кршењето на повредата на уставот, на човековото право, на правото на правичност и така натаму, каде што ја нападнав таа одлука на една обимна иницијатива од околу 25 страници, меѓутоа за жал тогаш уставното судство предводено од Кацарска, која што беше тогаш 6 судии, она беше главна од сето ова, како што беше и главна во она што требаше да значи една катастрофални постапки за 27 март и така натаму, и не прифати таа иницијатива. И евете до што доведува таа иницијатива. До што доведува таков однос на... Ние очекувавме дека Уставниот суд ќе биде гарант на уставноста, затоа што вие не можете на еден човек кој што на еден тест кој што го полага за прием во одредена Академија за суди и јавни обвинители, кој што е рангиран во рамките на предвидените кандидати што треба да бидат примени. Тој кој што го завзема 20-тото и 30-тото место, тој да не биде избран, а да биде избран овој од 252-то, 220-то, 230-то, 190-то и така натаму. Тоа ли е? И ја молам више уште еднаш уште ова сакам да го напоменам. Веќе доста е од тоа правење на специјални листи. Значи ние веќе имаме кандидатите кои што од заедниците кои што завршува правен факултет, веќе во Тетово државниот универзитет, правниот факултет е веќе 20-25 години, не е 3 години, 5 години, па еве ајде да гледаме низ прсти, помалку знаење и така натаму. Сега поминале 25 години. До кога вака ќе се гледа на тие кандидати со 5,75 коефициент да биде примени сега тој ќе обвинува во јавното обвинителство. Ви се молам да не доаѓаме до едни апсурдни ситуации, тоа треба да се надмине. Секој кој што достигнува соодветен степен на знаење треба да биде квалификувано тоа знаење. Значи соодветната и правична застапеност не гарантира на тој што ќе биде кој што нема да ги исполнува елементарните норми, но тој во еднакви услови на кандидатите што треба да бидат кандидати за одредена функција за избор или именување, тогаш да биде запазена и таа соодветна и правична застапеност, а не на оваков начин да се кршат правата на други, а да се примаат кандидати кои што тие и не мора да учат, кој знае дека ќе бидат примени. За жал да.
Времето е тоа, остана уште многу теми, ќе ги оставиме за друг пат. Ви благодарам што бевте мои гости. Јас ви благодарам на вас што ми пруживте можност еве да ги изнесам овие работи, затоа што како што реков и пред малку, ние како граѓани сите, мислам, важи за сите граѓани, треба да и помогнеме на државата. Тоа е наша држава, ние друга држава немаме. Ова држава мора да ја чуваме. И затоа мислам дека она што го говориме и она што се прави и овие отпори што доаѓаат треба да ги кршиме на еден законит начин, ефикасно и во рамките на законите, да оваа држава излегува од ова состојба во која ја доведува едни некадарници и едни да речам лица кои што најмалку го имаа во предвид законот, него ги имаа во предвид полнење на џеповите и така натаму, со криминали се одликува, а не со знаење, а не со заштита на правата и слободите на граѓаните, заштита на интегритетот на личноста, заштита на уставноста и законитоста, него ги наполнија државата со една црнила, што значи терет на секој граѓанин, и затоа граѓанинот тоа више нема да го трпи, и јас се надам дека нема да го трпи. Ова ќе биде пресвртница, за жал, многу тешки последици, меѓутоа овој случај што настана пред околу 9, скоро 2 месеца, ќе биде една пресвртница, затоа да ние мора да ги мениме состојбите во државата, нема да се продолжи со ова како до сега. Ви благодарам уште еднаш, ми беше чест. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.